Добро вечер. Вие сте со уште едно издание на политичкиот магазин За или Против. Ви ветувам интересна дебата вечерва. Мои двајца соговорници, односно мои двајца гости се луѓе кои не ги гледате често на малите екрани или пак повремено и ве се случува да ги видите баш тука во Алфа, кога најавив интерно кои ќе бидат гостите вечерва, предизвикав барем меѓу колегите во телевизија интересни реакции, бидејќи не често се случува да бидат гости во Алфа луѓе од албанската заедница во Македонија, заради тоа што или пак се повторуваат исти личности, заради тоа што можеби свесно или не се создава во јавноста перцепција дека не ги почитуваме другите етнички заедници или дека сме премногу националистичка телевизија и како и да е, секој има право на собствено мислење, секој има право да гледа и да избере да гледа тоа што сака. Она која е наша задача и за која и лично јас се залагам, а верувам дека и целата екипа на новинари во Алфа телевизија е да бидеме гласот на народот, да се слушнат сите мислења, да може да имаме конструктивни дебати, бидејќи Македонија е сепак мултиетничка држава, држава во која сите треба и мора заедно да креираме живот еден подобар, пред се за младите да ни останат тука и да не си заменуваат. Малку сум долга во најавата, се разбира дека први неколку теми вечерва ќе бидат оние кои се најактуелни политички, а де факто ќе чепнеме и на тема избори, но и она последна најава која што мене посебно ми е интригантна, а тоа е работната група формирана за измене, односно за изборни реформи или за менување на изборниот законник, во која не знаеме што ќе биде дневниот ред, за што ќе се разговара, што ќе се минува, што ќе се реформира и кои ќе бидат на крајот на денот членовите. Како и да е, тоа би било подолу во емисијата. Прво да ви ги представам моите вечерашни гости. Од мојата десна страна е мојот колега Дестан Јонузи, новинар. Добро вечер и благодарам што прифати да бидеш гост. Добро вечер. Беше дел од ова студио во една друга концепција или можеби од големото студио кога тогаш се викаше Отворено на Алфа? Во другото студио беше последен пат, така да ова ти доаѓа како фино освежување. И од мојата лева страна е политичкиот аналитичар, кој што бил гостин тука и во рамките на За или Против кога почнувавме проектот. Човек кој што е аналитичар сертифициран, би рекла, зошто бидејќи си дел од невладениот сектор, ја запишав и невладината Пулсот на демократијата. Многу интересно име, впрочем, бидејќи Македонија само на хартија некако важи за демократска држава, а на терен сме прилично слаби, ако анализираме. Така ќе се сложиш, нели? Да, би се сложил и затоа, значи, такво името, да се бориме за демократските вредности кои сите ги споменуваме, но сепак многу тешко може да видиме дека во секојдневните одлуки дека има такви вредности. Затоа сме ние тука, значи, да ги подсетиме сите дека треба да се борат за демократските вредности. Енвер Салихи, благодарам што ја прифати поканата уште еднаш. Се надевам дека ќе си разговараме многу спонтано и многу интересно. Знаа да речат некои ваши соетнички граѓани или како и да е вистинската фраза: леле Искра, кај тебе нема шанси, зошто сега, провокативна си или не знам како, ама сметам дека треба да се дискутира за сите прашања. Отворено Десна, се сложуваш? Секако, значи пред се јас не гледам тука етнички поделби во нашата професија, пошто јас сум човек што сум работел и во македонски медиум како припадник на една од поголемите заедници, значи освен македонската и албанската, кои се двете заедници што го сочинуваат, да кажеме тоа, крупното политичко дејание во државата, крупните политички одлуки во државата, се разбира и другите. Во Македонија гледам како една целина каде што ги споделуваме нашите различни вредности, културни, етнички, верски и така натаму, со кој се гордееме, значи да се почитуваме со нашите различности, такви какви што се,
се разбира дека тоа е богатство на земјата, односно државата во која што живееме. Во однос на демократските процеси, Македонија е демократска држава, бидејќи се дозволува, значи, да имаме различни мислења, различни политички проекти, различни видувања на нештата, на концепцијските гледишта на патот на државата, каде што се стреми, значи, европскиот пат, внатрешните несогласувања политички. Тоа се е демократско богатство на државата во која што живееме. Значи, демократски капацитети имаме, но колку тие демократски капацитети се користат, или знаеме да ги користиме, односно колку тука може да, бидејќи Енвер доаѓа од невладин сектор, колку невладин сектор се вложил да се практикува тие вредности и колку придонесол за развивање на тие вредности. Ние сме сведоци дека во изминативе години, особено Соединетите Американски држави, па и Европската Унија, големи фондови, големи пари инвестира токму на проекти кои се залагат за демократски вредности, независно судство, независно новинарство, истражувачко новинарство, и колку тие пари дале резултати. Ако се повикуваме на изјавите на американската амбасадорка, значи поразително е и дека немаме фидбек од тоа што инвестирале. Но како и да е, Македонија со овие вредности што ги има, значи со овој колорит на луѓе, на етницитети, со овие вредности што сме ги граделе, такви какви, што се промените што се случија од 2001 после конфликтот, меѓуетничкото, релаксацијата на меѓуетничките односи, сето тоа ни дава надеж дека тја бидува и понатаму државата на патот на каде што се стремја, тоа е Европската Унија, без разлика што тука концепцијски политичките партии немат некакви различности во однос на патот на Македонија кон ЕУ, туку има некакви несогласувања околу политичките практики, односно одлуки со кои треба да се водиме до тој пат. Значи, како да сме се договориле што ќе зборуваме, практично ми направи вовед во сите следни прашања, да не речам, еве го трасиравме патот на дебатата, па затоа Енвер ќе се задржам првенствено на Дестан. Спомена, ги апострофираш, односно ги нагласуваш политичките фактори, без разлика од која етникум станува збор, збориме за политичките партии кои, ако се сложуваш, не се баш одраз на тоа што самите граѓани во оваа држава, без разлика на етничката припадност, го мислат, го живеат или сакаат да го видат. Еве сега да дојдеме до конкретното прашање. Секогаш кога, например, се отвара Уставот, и тоа е болна точка, збориме македонскиот Устав, и тоа е болна точка, особено за македонците во сите наврати до сега, еве, го сменивме името и така натаму, и сето тоа значеше промена на Устав, и сега следи една таква, односно ќе се случи дали пред избори или по избори, зависност од тоа како ќе, дали без волјата на опозицијата, иако тоа е невозможно, власта е сигурна, да не правам бекграунд безпотребен. Прашањето конкретно е, зошто секогаш кога се отвора Уставот, единствени се албанските политички партии да наметнат своји услови, со цел да протуркаат одредена агенда, која што можеби и не е желба изворна на граѓаните кои ги избрале практично нив. И ајде сега уште по-конкретно на прашањето, дали може да се очекува дека албанските политички партии ќе подметнат овој пат грб и, например, ќе се сложат, ако веќе се случува уставна измена, бидејќи знаеме дека се европски ориентирани и сите се единствени на ставот дека сакаат Македонија да стигне до ЕУ, да прифатат хрватски модел на промена на устав. Може ли таква нешто да се очекува? И ако не, зошто не? Сега тука треба да
елаборирам на повеќе точки. Ако се повикуваш, значи, на хрватски модел, Македонија не е слично општествено организирано како Македонија. Значи, таму немаш етникум кој е над 20, 25, 30%. Според последниве статистички податоци, значи немаш етникум кој може да влијае во создавање на влада, може да влијае во изборот на председател на државата, но на страна од ова, значи, ако збориме за категоријата 20% што се повикува за албанскиот јазик, што е уставна категорија, мислам дека тоа во целина целиот македонски политички корпус прифати дека треба да се острани. Значи, председателот на ВМРО ДПМН во неодамнешно 2019 година, ноември негде, во интервју, мој интервју со него, он прифати, значи, односно, кажа дека и он не би сакал да се нарекува како бројка. Но де факто дистан практично албанската заедница во Македонија е тотално рамноправна и си ги ужива сите права. Ова не е услов од албанските политички партии, туку е една корекција што треба. Значи, навредувачки е да се повикаш на јазик на една нација, народ, на бројки. Исто како што јас проценувам дека подценувачки се условите на Бугарија према македонците во однос на идентитетот. Зошто, Иван, не се случи да подметнат грб албанците во Македонија за во една ваква ситуација да ја решиме побезболно? Еве, на пример, хрватскиот модел. Правата си како ние како држава да бидат одземени? Ние како држава веќе прифативме француски предлог. Во францускиот предлог таксативно се наведува дека треба да се вметнат бугарската заедница во уставот. Сега со новите, односно политички договарања или политички слој или политичката волја на поголемите македонски политички партии и поголемите албански политички партии, да се, освен бугарите, да се вметнат и хрватите и други помали заедници. Мислам дека од тоа нема да губиме ништо како држава и како општество, ако се веќе тоа е таксативно, значи да се промени власта, мора идната власт да ги вметне бугарите, пошто тоа ние го прифативме со францускиот предлог. Таму стои децидно дека ова е условот за да го продолжите патот кон ЕУ. Сега, дали може да има до крајот на годината или следната година турбуленции во проширувањето, дали може членките таму да не прифаќат, дали може да имаме ние друга ситуација, ние треба да го довршиме ова што сме го започнеле. Значи, дали ова власт ќе го доврши, ќе ги прави уставните измени, дали идната власт, значи тоа е веќе наша обврска преземена. Мислам дека тука опозицијската ВМРО ДПМН не треба да се споредува со левица во однос на погледите и политичките визии на државата кон ЕУ. Ја мислам дека ВМРО ДПМН треба да рефлектира во овие моменти за да го ослободи патот на државата, односно да поддржи уставни измени, секако со некаков политички компромис, што треба сите политички партии да седнат и да ги договарат. Дали тоа ќе биде ова што го предложи мнозинството, дали ќе има некаков среден компромис, што се сомневам дека може да има друг компромис, пошто ние таксативно прифативме со францускиот. Да, но кога станува збор за уставните измени, процедурално тие потребата од уставни измени прво треба да влезе во собрание. Практично тоа е некоја теза што ВМРО ДПМН ја образложува. Значи, додека тие не влезат како потреба во собрание, зашто би имала работна група која би дискутирала и тоа е нивното образложение. Добро, више со работната група тие исчистија. Значи, кажаа дека нема да учествуват и за нив тоа не представува ништо.
Туку Да, збор без нив не се можни уставните измени. Па секако, значи токму за тоа треба да рефлектират политички, пошто ВМРО ДПМН не е политичка партија во стилот на земји или не земји, во стилот на левица. Значи, ВМРО ДПМН е партија што придонел во државата за некои процеси, па и за европскиот пат на државата. Значи, ние кога веќе како општество и како политичко мине, како политичка гарнитура, веќе го прифативме најболното. Ние. Политичките партии на македонците го прифатија најболното, значи промена на името на државата. Значи ние кога прифативме еден таков поголем, покрупен компромис за воведување на бугарите во уставот, значи тие како бројка во последните статистички се постојат, но се енормна, мала група на граѓани, што сега ние тие самите политички партии треба да придонесат за да се развиват, доаѓаме до демократските капацитети на државата. Мислам дека не губиме ништо ако се вметнат бугарите во уставот и мислам дека опозицијската ВМРО ДПМН треба да рефлектира во тоа што таа политичка партија не е, освен тоа што е конзервативна, десничарска, значи што го побогатува тоа, значи доаѓаме и до различностите што зборевме на почетокот, почитувањето со сите различности што ги имаме, со сите културолошки, етнички, и верски и така натаму. Значи, ВМРО треба да рефлектира, да се најде некаков среден компромис, односно тука нема да се најде, но да се прават некакви напори за да доаѓаме до тие потребни измени за да се тера патот на државата кон ЕУ. Значи, ако намерата е да имаме избори, па по победата пак треба некој да ги носи, па утре може од спротивна страна да имаме обструкции, пак да се кочи овој процес. Добро, интересно образложување, интересна теза. Секако дека заслужува дебата. Она кое што би го нагласила уште еднаш, би му поставила на Енвер, да. Во право е Дестан дека е необходно да се биде конструктивен, дека треба да се соработува и да рефлектира неговиот став ВМРО ДПМН, да покаже дека придонесува во натамошните процеси, но зошто и Енвер треба секогаш отстапки да прави болни македонскиот политички блок? Бугарите во уставот може да бидат влесени и преку хрватскиот модел. Зошто да е проблем за албанскиот политички блок да подметне грб? Еве да рече, да, вие направивте еден куп постапки, за вас беа најболни, ама ајде сега сите заедно, сме дел од оваа држава, дајте да ја мрднеме напред, ќе ги впишеме според хрватски модел. Тоа нема да биде на штета секако Енвер на албанската заедница во Македонија, бидејќи ние од по 2001 наваму живееме практично рамноправно. Не е можно да ви бидат одземени правата, велам ви, бидејќи сте дел од... Да, окей, во ред. Уставните измени сметам дека се неизбежни и тие значи мора да се направат затоа што ние треба да го трасираме нашиот пат кон Европска унија, ја би се согласил со тоа. Мислам дека за 20% значи што го спомнате порано, тоа е мислам дека како значи наслов треба да се смени затоа што ако не е де јуре, значи де факто тоа е тоа. Не треба да се криеме позади некои работи. Нема апсолутно е така. Да, факт е така и не гледам дека е тоа проблемот. Да. Реално не гледам дека е тоа проблем. И мислам дека ставот на ВМРО ДПМН со внесување на бугарите по хрватскиот модел е значи една точка кај што ВМРО ДПМН значи се оградува од тие ставови статички што ги имаше дека нема да гласа за уставните измени и сметам дека можеби требало да се вложи повеќе за да политичките партии си имат диалог меѓу себе, за да може да се дојде до значи посакуваните измени. Сметам дека требало повеќе да се вложи и од власта за да си седнат заедно со ВМРО ДПМН и да се договарат за некои работи. Мислам дека и власта многу брзо презема некои чекори
Како впрочем и францускиот предлог. Да, секогаш власта значи треба да си седне и со опозицијата. Се протурка без согласност Затоа што од и од опозицијата. изјавите на господинот Мицковски се гледа дека и он е спремен. Од никогаш и барем ја што слушнав дека може би не рече дека рече сега нема да има измени. Ама во наредниот мандат може Да, би, овој пратенички да, состав. може во наредниот пратенички состав ќе се направат тие измени. И значи кога се гледа ова, требаше политичките партии да си седнат и да си се договарат значи меѓу нив, кога може за помали или за други работи да си седнат. Ја ова не го разбирам, значи зашто секогаш кога доаѓаме народски кажано, значи нож до коска мора да седнеме, диалогот мора да постои секогаш, или порано што зборуваме за демократијата. Ние и даваме многу примери за Америка, ама тука кај нас значи не функционираат некои работи, да. Затоа треба диалогот да биде секогаш присутен и значи да продолжи меѓу политичките партии, за да може да Кај нас се се влошува за жал од година во за да година. може конзистентно значи да се одржува тој меѓу значи партиски мир, за може полесно да се носат некои одлуки. Мислам, јас лично сметам дека требало повеќе да се вложи и значи немаме друг пат, тоа е патот ако сакаме да одеме барем напред, затоа што сите сметаме дека тој е еден пат што не води кон наша перспектива, барем од оваа гледна точка, значи друга перспектива според мене нема. Затоа значи не треба никогаш да се остави диалогот и ги охрабрувам, значи никогаш не е касно, за да може да си седнат и да се договарат. Тоа важи ако се стави на маса хрватскиот модел, да речем? Тоа ќе важи од политичките партии, ќе видиме што каков модел ќе се стави, некој друг ќе стави друг модел, па можеби ќе си најдат едно оптимално решение, значи што ќе биде прифатливо за повеќе страни. Сепак ми се допаѓа тоа што значи веќе се даде еден предлог и може да се отвори патот за да може да нагласи финоти дека практично власта пак некако не се труди доволно за да ги инфилтрира во се трудат сите страни па повеќе да се овозможат на општеството да се направат некои одлуки кои што се одраз на сите чинители, па темеве во последен период ги гледаме и претhodно помина и енормно зголемување на платите на функционерите и се чудам значи како не реагират и синдикатите кога пример сите вработени во јавниот сектор од не знам која година не им се покачени платите на тие со високо образование. Да, гениално е колку сме апатична средина. Сметам на тие со високо образование. Пример на тие што се најниско им покачија, а тие што се со високо образование, што се можеби најстручни и ги работат најтешките работи, значи се на исто ниво, а на функционерите зголемување 78%. Сметам дека владата треба баш на овие политики побрзо да се реагира и да се направи значи еден диалог со представителните синдикати, за да можат заеднички да се носат одлуките. Да, а кога сме кај тоа ниту економскиот, социјалниот диалог, односно не функционира. Социјалниот диалог, замрзнување на цените, гледаме по пазари ги продават по високи цени. Така. Да се вратиме малку на оваа теза и практично воведот во следната тема е одличен. Не сум тука од позиција да бранам опозиција или да бранам некакви ставови нечиви. Така е, но она што фактички постои е понуда од страна на опозицијата или одредени барања, некои од нив јавни и понудите беа јавни или во моментов се, но не добиваат никаков фидбек. Последната еве конкретно е од последно кажана е од пратеникот Милошовски да се даде на увид на пратениците договорот со Бехтел и ЕНКА, бидејќи тие имаат безбедносни сертификати, односно тие што имаат би можеле да го видат договорот, да знаат за што станува збор. Една сериозна сделка во државава која по сите основи има сомнежи за корумпираност и речиси да нема субјект надлежен или кој е добар познавач на овие начини на склучување договори да не го оспорува или да не го впери прстот во актуелните први луѓе, Груби и Ковачевски или Груби, како сакате според редоследот. Поинтата ми е
Уставниве измени се едната страна на приказната за кои јавноста е преокупирана и слуша секојдневно од медиумите и за цело тоа време паралелно се случува бехтелиенка, помпезно и драматично и скандалозно во исто време. Како е можно да нема никаква реакција од власта на толку повици, на толку реакции, да се демантира макар тоа што излегува во јавност во однос на пеналите што ќе ги плаќа државава? Еве Енвер, повелите, како е можно да нема никаква одговорност, никаква реакција од најповикуваниот, например, групи? Сметам дека граѓаните секогаш имат право и на ова преголема заинтересираност на јавноста требаше барем да се овозможи, за да сите си знаат дека можеби договорот не е штетен, затоа што јавноста... Да го знаеме што? Да го знаеме, затоа што по законот за класифицирани информации, значи се класифицираат информации само тие што се во секторот за безбедност и значи и во секторот за внатрешни работи, да, за другите сектори не важи. Треба да знаеме значи по кој закон или како значи тој договор е така фамозен и можеби со негово објавување ќе се стишат сите тие значи што цело време ова го мислат, но сепак граѓаните имат право да се сомневат. Ама истовремено и необјавувањето ги храни сомнежите до толку повеќе. Е така. Баш затоа сметам дека требало да се најде начин за да се објави или да се реагира и да се покаже дека е во ред или не е во ред. Затоа значи власта си ги добила гласовите од граѓаните за да може да биде и јавна, значи тоа е јавен сервис кон сите граѓани. И сметам дека требало да се реагира од страна на владата за да ги стишат сите овие сомнежи кои што си кружат значи по сите медиуми и така да мислам дека владата можеби ќе се размисли и ќе ги објави значи тие детали за да им покаже на граѓаните дека тоа значи не е штетно што значи ставате. Ти си оптимист хроничен, секогаш. Па мора значи на повиците на граѓаните до сега не реагира баш власт. Мислам дека за овој случај премногу има значи реакции и мислам дека во иднина би имало значи некоја значи информација повише за овој случај, да. Би се случило ли такво чудо да станува после сите прогласување, квалификување на договорот, деловна тајна, па квалификувана информација претходно по тоа деловна тајна, како и да е, сега да го извадат на маса пред пратениците? Мислам дека коридорот 8 и 10D се едни од поважните проекти што се случуваат во Македонија во последниве 30 години. Да, веќе на коридорот 8. Веќе на коридорот 8, но крајно време беше да се запечати тој маратон од очекувања и веруваш дека ќе се запечат? Па со оглед на тоа дека позади овој проект гледам сериозни луѓе, односно гледам поддршка од Соединетите Американски држави, еден проект што ќе го развие економскиот потек и патокас на државата, ќе ја поврзува регионално со земјите, со соседните земји, па дури ако сакате и со Италија. Морам овде да те прекинам, еден многу интересен статус на поранишниот министар Џевдет Хередини вели, ако можело повеќе од 20 години да не продолжи изградбата на коридорот 8, нема причина по предлог на група пратеници со скратена постапка собранието сега да носи итно потребни измени на дури 9 закон. Значи тоа се измените на законите ги гледам во контекст на тоа да се забрзи, односно да нема више одлегување на, односно да нема забавување на процесот. Ама зашто тогаш не се стави на маса едноставно договор? Па мислам дека тоа може би поради тоа што овој проект е со законска клаузула изгласан пред тоа од сите пратеници. Мислам дека може би во законот има простор договорот да биде, односно да не биде објавен,
секако тие треба да ги дадат тие одговори надлежните. Во однос на господинот Харадинај, овој беше министер за финансии, колку што се сеќавам јас, во време на транзиција на Македонија. Значи, оние има можност, пошто он се фалеше последново дека он го подпишал грантот со ММФ или со Светска банка, не знам точно таксативно, но зошто не го доврши, зошто не го почна тој голем проект за државата да не доаѓа во 2023 година ние да се расправаме дали е објавен, не е објавен. Да гледаме да почне проектот. Значи сите сомнежи за што се појавуваат во јавноста во одредени медиуми, колку што сум следел и следам тоа што е дневна политика, значи надлежните, односно авторитети, односно представниците на власта викат да ги адресират во обвинителството. До сега не гледаме ние некој да адресирал некаков сомнеж, односно некаква злоупотреба во обвинителството. Ако има такво, сигурно дека ќе било адресирано. Значи, проектот во моментов, како општество, треба да го гледаме како перспективен за државата, што може да ни даде економски развој, економско поврзување. Мислам дека тоа никој не го спори, работата е само што сомнежите се хранат кога не е... Значи, тука би сакал да се надоврзам на она што го рече, ако може Дестан. Значи, мене лично и на граѓаните им смета тоа кога се прави една помпозна, значи, објавување на некои си проекти кои што со години не завршуваат. Еве го гледаме и проектот кон Блацен, значи 12 километри уште не се довршени. За разлика од сликата во Косово која гледаме, и како правник сметам дека се забрзени некои си работи, затоа што ние објавуваме ќе започне проектот, кога гледаме луѓето можат да ги оспорат измените на законите, значи што сака да ги направат некои закони, значи ќе задират и во правата што се и во уставот загарантирани. Не може да си именувате... И гледаме реакции. Да. И затоа сметам дека се забрзани, сметам дека некои работи требаше да се консултират со лица што се стручни од фелата, за да можеле, значи, да се носат подобри одлуки, значи... И имаме на крајот на денот и договор. Да, од правен аспект. Значи, тоа го сметам и сметам дека нема потреба да се направиме, значи, помпозни објави, дека се правиме нешто, значи, нека биде крајот тако, со такви си најави од различни актери од власта, за може, значи, да се знаеме на крај, значи, што добиваме. Вака со ветување, мислам дека тоа е погрешно. Не може пак да заврши како популистичко најавување и тоа, значи, ги храни сомнежите на граѓаните, значи, што е... И разочараност. И разочараноста на граѓаните. Не, мислам дека самиот проект што е во вредност е во големи цифри, кај граѓаните предизвикува сомнежни. Значи, секој граѓанин кога ќе гледа толку цифри, односно толкава голема бројка на инвестиција, ќе се сомнева, пошто во нашава држава навикнати сме на секој голем проект да имаме некаква си коруптивна афера. Значи, не гледам помпозитет во... Како не се гледа? Значи, почетокот на проектот... Меѓутоа, овој проект има сериозност. Да, во сите аспекти. Сите сакаме габаритот финансиски е голем. Значи, поддршката што ја има од Соединетите Американски држави дава надеж дека овој проект ќе почне на време и ќе заврши кога е предвидено 2027. Ние не се сомневаме и во поддршката на САД, ни во честноста, пример, на премиерот, на заменик премиерот. Ама можеби некој, значи, позади нив... Ама и затоа можеби јавноста е заинтересирана. Сомнежи не се материализирани. Тоа е проблем. И затоа може би јавно се заинтересира. Дневна политика може да се прави со секој проект. Може би некој си прави дневна политика и со секој проект може да се прави дневна политика, но сомнежите се додека не се аргументират, односно немаш адресирано ти
некаков сомнеш, некаков документ дека Не, некој и злоупотребил јавно нешто. Значи Да, сето јавно тоа искажани- обвинителството може Да, да ја, допре и глас на и делува. допрен глас, да. Може. Тоа е конкретно еве за груби случајот, односно еден куп обвинувања. може нека докаже Не, тоа не би обвинителството сметал дека дека е има. лично проектот на груби, значи тоа е како и сите проекти, значи секој ја одговара и груби, и Тој е ковачевски, проект, и јас, и Деста. проект на Македонија, Сите во- значи да. коридорот Сите 8 и 10Д е проект на Македонија. пример, ако е што ќе ја злоупотреба развива од државата. фирмата што ги изведува надзорот, значи треба да се одговара фирмата, не може ни груби да одговара, ни Да, ма ковачевски, да. апсолутно и археолозите тоа апелираат да се внимава во Сепак иднина јавноста точно има право да апелот знае фирмата. и може би Енвер, во иднина- коридорот 8 и 10Д се иднината на државата. Никој не го спори тоа, никој не го значи, спори тоа. Што споруваме тоа? Ако се оствари. А што споруваме тоа? Оспоруваме тоа што, значи, пред да Стравот дали ќе започнат се оствари? Абе, стравот, сега помпозно ги страв може објавуваме. да имаме и ние тука, може да има самиот тресот. Не, стравот. Јас, значи, пример, како правник, еве гледам, ќе се пушти некоја иницијатива за сите тие измени што ќе се прават на законите, за уставноста и на тие закони, и ќе заглавиме. Погрешно е толкувањето. Не требаше од старт проектот да се нарекува проект на Груби, проект на Дуј, јас проект на не го Ковачевски кажав, тој- или проект на Мицковски. Ама добро, Дестан, така Ово- тие ово- го предадо. не, Самите од не, тие. не. Проектот- Помпата за која што зборува Енвер е точно таа, Значи, со фестивали, помпата на со сите мајчки, коридор 8, Добро, зашто сега, беше тоа потребно? тој е За една табла поставување. Не, тој е проект, ти кажав, капитален проект што во иднина ќе ги видиме бенефитите. Значи, Прилично си убеден. прилично ќе не убеден, туку убеден сум дека ќе го довршат овој пат, пошто нема више алтернатива друга. Да, ти ја гледаш надежта во гаранторот, односно учесникот, инволвираната страна САД. Доколку нема што да додадеш, би повикала... Не, јас би сакал да разјаснам еве и со Тестан и со јавноста дека јас мислам дека тој коридор е многу важен за иднината на државата и дека е добро што се гради, но сепак би сметал дека патот до Блаце треба што побрзо да се заврши, па после тоа да ги објавуваме наредните проекти кои што доаѓаат. Да. Сметам дека секогаш крајот треба да ги краси делото, а не од почеток да почнеме со помпозни објави. Сметам дека сите треба да имаме дела кои што се довршени. Да. Правиме И многу тоа, само граѓаните тие работи ги очекуваат од Јас мислам дека политичарите, да. со ова што се започне проектот, односно најавата дека ќе почне, денеска се објави колку што гледав и оглас за вработени што ќе работат на проектот. Значи со таа манифестација условно кажена, односно најава дека ќе почне проектот, сакаше да се испрати, според мене, сигнал до граѓаните дека овој проект нема да пропадне во ниту еден случај. Зошто? Зашто во тоа учествуваше американската амбасадорка, учествува видни личности што, значи, дават гаранција дека проектот ќе протече и ќе биде реализиран. А времето ќе ги покаже. Времето и законот за вклучување на договорот, колку што знам, сите политички партии го изгласаа во собранието. И опозиција, и позиција, и сите. Не спори да стават на Инвера практично. Нека се случи крајот да го краси конечно делото, па Белки ќе се израдува на крајот може би ќе дојдеме и во ова студио да се пофалиме сите заедно дека го дочекавме. Правиме многу куса пауза за реклами, а потоа продолжуваме со една друга тема, да, поврзана со Груби, Дује, Ахмети и слично. Добре дојдовте назад, за или против вториот дел од политичкиот магазин Вечерва, за оние кои сега
седнувате пред малите екрани. Мои вечерашни гости се Дестан Јанузи, мојот колега, новинар, и Енвер Салихи, политички аналитичар кој се занимава со интересни проблематики во државата под капата на невладината пулсот на демократијата. Ете, не успев ни да го запамтам од старт. Како и да е, интересни се вашите тези на тема Бехтел и Енка и перспективата на проектот. Дестан е оптимист дека еве овој пат ќе го дочекаме крајот и конечно коридорите ќе бидат направени кои апсолутно ќе бидат од исклучително и се од исклучително значење за Македонија. Енвер е на став дека помалку помпа, а повеќе дела, за да потоа тие самите зборуваат за себе. И сега ако зборуваме, односно ако судиме според делата на Груби, го споменавме неколку пати, имено тоа е еден од најкритикуваните од актуелната фракција во рамките на ДУИ, рекоа дека се фракција, иако е многу интересно што еден од последните настапи е подмладок на фракцијата, па малку ми е чудно како може во партија која реално има подмладок и тие се дел како фракција, па има уште еден подмладок во рамки на фракцијата. Значи, оваа приказна со фракцијата ми е исто така дискутабилна, потоа секако Енвер ќе го прашам бидејќи имаше интересна теза минатото гостување на тема незадоволните во ДУИ. Значи, ќе му пресуди ли целиот овој амбиент на Груби, бидејќи впечатокот на јавноста е дека се чувствува и се однесува се моќно. Од каде е толкавата моќ на Груби? Дали е сигурен дека ќе остане на власт и после избори, или пак едноставно е свесен дека ова му е крајот? Збориме на таа гарнитура, практично негов личен заштитник е Ахмети, или пак ова му е крајот, па си вели еве тука да се направи што е можно повеќе, да се еве зграби, ќе се изразам можеби безобразно, што е можно повеќе, оти потоа веќе нема да седам во однос на фракцијата, значи да пуше да, на прашање. Не, сега да почнеме со фракцијата, да доаѓаме до Груби и Амете. Фракцијата во ДУИ, ако гледаш предводниците на таа фракција, добро, се луѓе кои што во изминатиот период десо владењето со ВМРО-ДПМН и десо владењето со СДСМ, беа луѓе кои највише, ајде да се изразам вака во овој граѓански жаргон, општествен, искасира за себе и за нивните поддржувачи, односно неговата тајфа, група, што им стоја. Мислиш на бизнеси? Бизнес интереси, лични интереси, кариерни интереси, владини, политичка моќ, владина моќ има. Муса Џафери беше 10 години вице-премиер. Од тие 10 години он, значи, никогаш не даваше отчет за својот вработен. Изет Меджити беше 10-12 години градоначалник на општина Чаир. Гледаме дека во Чаир бетонизацијата се искачи на врв. Токму во владењето на Изет Меджити. И сега, ако гледаш во аспект на тоа дека тие сега фракционери се најдобри, овие не сработиле нешто, значи тоа не сработењето што го гледат во ова гарнитура, што јас лично го ценам дека овој состав на ДУИ, владин состав е еден од најдобриот што го имал ДУИ до сега. Во аспект на интелектуална способност, во аспект на организациона способност, во аспект на државничка. Ама на основа на што ги темелиш тие? Во основа на тоа што бидејќи сите извештаи и меѓународни и секакви зборуваат за слабости на владиниот кабинет. Не, значи има не директно и лично вперување прст во одредени личности, еве, но сега јас ќе ти кажам, моите информации што брифират од меѓународни организации, релевантни организации, значи представништва на релевантни држави во Македонија, ги оценуваат многу најдобро министрите на ДУИ од другите министри. Па имам информации дека и во самата владејачка СДСМ има пофалби за работата и дека биле поактивни министрите на ДУИ од министрите на СДСМ и други. Ги гледаме дека се поактивни. Помалци ги има, го нема Љупчо Николовски, Почварски, Не, зошто сега овие
имат приметби, односно не се задоволни од работава. Бидејќи веќе не добиваат од шлагот, сакаш да кажеш? Така, значи сите чешми се затворени. Значи кога ти се затвора една чешма и нема мет од тоа, значи ти ќе реагираш во тоа да го оцрниш човекот кој повикува на закон. Колку што имам јас информации, значи ова гарнитура бара да ќе се спроведе некаков тендер или некакво јавна набавка, ама според законите што се во. Значи, више таа практика кога се прекинува, тогаш тие што ќареле во таков начин почнат да се револтираат. Сега, фракционерство. Тие се повикуваат на фракционерство, излегуваат од седиштето на ДУИ во Мала Речица и викаат дека ние од утре делуваме како фракција. По 5 минути излегува Али Амети и вика дека во статусот на ДУИ не постои фракција. Што? Априори им кажува дека ако не ги прифаќате... Излезат. Априори не сте дел од ДУИ. Значи, логиката тоа го покажува. Ама не ги не исклучува исто време. Ама не може да тие сами се исклучуваат. Значи, со тоа што тие повикуваат на фракција, а статусот не им дозволува фракција. Сега Конгресот им он вика на Конгресот нека понудат фракција. Добро, статутот не предвидуваше нити координатори, а се ставени, да. Не. Кога веќе има председател на огранокот, значи и тоа не е нормално, да. Ако се повикуваш на статут. Не, значи статусот предвидува, значи има ингеренции според статусот, баш тоа го читав јас. Мислам дека член 26 беше, поточно може, не се сеќавам во моментот, но статусот му дава ингеренции, политичките партии статутите. Му дава ингеренции на друга тема му дава ингеренции на Амети да назначува координатори на партијата. Што се расцепка. Во спротива, овие може да се повикуваат според статусот на ДУИ во одговорност зашто го прекршиле статусот. А добро, да дојдеме до финалето, за да имаме време и за другиве теми. Практично груби приказната и Ахмети. Сакаш да кажеш дека нема да имаат никаква моќ да им пресудат, еве, ајде. Види, да речеме на следниве избори. Таа фамозна приказна дека груби сака да го надмина Амети, тоа се само приказни на овие групи. Не, зборувам дали ќе ми урнат власта практично. Груби имаше јавни изјави каде што кажуваше дека он не е заинтересиран да биде председател на ДУИ. Прво. Второ, имаше изјава дека он е ангажиран во партијата, односно во политиката, заради Али Амети. Трето, Али Амети најави дека на следниот конгрес што им е во декември-ноември, дека ќе се кандидира за уште еден мандат. Од тука пропаѓаат во вода сите наводи дека власта дали ќе им ја урне како владеачка варијанта во следната влада. Еве сега убеден се дека ДУИ со оваа власт, Ахмети, Груби и компанијата остануваат на значи политичка, односно на владеачката сцена. Али Амети сега приоритет го има најавениот фронт за Европа. Сега во тој фронт Добро, видовме и Зелен фронт од Ахмети, па. Добро, тоа беше не профункционира тоа. Зелена партија. Не, значи зелената агенда, зелената агенда треба да биде приоритет и е приоритет на сите политички партии во државата. Ама да, и цутиме во зелена. Сега ти ВМРО е десничарска партија, ама се залага за некои зелени политики што не може да му Ама споруваш. ние не гледаме ништо на терен, тоа ми е мене муабетот. Мислам дека тоа беше само декларативно, значи многу такви потези ги гледаме од различни политички партии, не кажувам за ДУИ, за сите. Генерално за сите политички партии. Кога сме кај помпат. Да, декларативно беше тоа. Значи да ми Десан, ако може да ми кажеш еден проект што беше од зелената агенда, што се направи тогаш до сега, јас не сум видел. Ниту јас. Да. Значи, збориме тоа е не. Кај агендата, да. Не, значи ДУИ и Али Амети секогаш се чекор 2-3 пред сите политички партии. Тука се сложувам, на албанците со не некои од македонците. Значи, така е, се сложувам. ребрендирањето значи покажуваше
дека ние се стремиме во кон ЕУ и ЕУ бара Па тие се стремеле од почеток, не сега. Зелените политики се иднината на 30. Да, ама колку се имплементира тие политики кај нас. Тоа сега ние треба да правиме напори, треба како тие држава и политичките партии да треба да прават напори да доеѓаме до тоа зелена агенда. Но зборот ни беше за Европскиот фронт. Дали ќе Не ми беше зборот дали ќе продолжат да владеат. Значи сега тука тие да му дадеме избор на само за ова, за фронтот да кажам, дека не, многу е битен тој фронт. Значи, тоа за на крај ќе биде шлагот. Не, шлагот. Фронтот значи ако се приклучат, ако биде тоа некаква комбинација на македонски и албански политички партии, значи може да профункционира и да бидат и во наредните 4 години власт. Имаме една таква коалиција СДСМ и БСД порано, нема да биде прв пат тоа, да. Добро, значи завршува власта на Дуи во оваа концепција. Дали може би Прво, значи, сакам да разјаснам некои работи, значи твојата теза, само да потсетам за оние кои се сеќаваат супер, за оние кои не, беше дека ќе се отцепат практично фракционерите и дека се приближуваат се повеќе кон БЕС. Мислам дека поделбата во Дуи, значи, не оди во прилог ниту на Али Ахмети, ниту на тие што ќе се оделат, значи фракцијата нема да ги има таквите позиции или бенефиции што спомна Дестан, како политичка моќ што ги имаше порано од Дуи и можеби подоцна ќе зажалат за тоа, него ни Дуи нема да остане, значи таа сила која што ќе добие нешто, значи Дуи ќе изгуби со нивно излегување и сметам дека требаше да се вложи повеќе напори за да се смира страсти, затоа што значи губење на моќта на Дуи, тоа значи значи губење на моќта на албанците во Република Северна Македонија, затоа што значи Дуи беше еден голем фактор во политичката сцена во Македонија. Значи гледаме различни политички. Интересна теза, тоа значи дека се незаменливи, не би можела друга гарнитура. Не би кажал дека не се да ги не знам, една коалиција меѓу хипотетички ВМРО да помага без дека се фракционери вако се незаменливи или дека кој знаеш значи што е направено за време на Дуи, него како политичка сила значи вреди да се почитува. Гледајќи од другата страна имаме политички партии со 3, 4, 5 пратеника, пример, фракцијата според моје мислење постае, значи постите или можеби се чекало да заврши Рамазан, после тоа мислам дека ќе формират политичка партија, која ќе добиеме една политичка партија со 3-4 пратеника, беса сметам, пример да кажеме до 4, алтернатива помалце, алијанса, тука значи немаме да имаме една сила, една моќ што ги има еден конзистентен партнер, затоа што тој што ќе биде утре премиер, пример, ако се случи да се договара со албанскиот фактор, ќе треба со 2 или 3 од овие да кажеме помали политички партии да се договара. Полесно ќе му биде секогаш и ќе биде значи факт, но истовремено со еден партнер да се договарат, значи и полесно се спроведуваат владините политики, затоа што ги гледаме помалите политички партии кога влегуваат на власт, можеби и повеќе од Дуи се носат кадри што ги политизираат институциите и сакаш да кажеш дека не се залагаат за големи прашања, туку гледаат да се ухлебат народски речено директорски позиции слично. Се гледаше, тоа ли го направи Алијанс? Помалите политички партии кога влегуваат на власт, значи сите си влегуваат во канцелариите на власта и како директори и никој веќе не останал во партија. Дали тоа значи дека води таа борба во партија? Евентуалната слика што ја имаш албанската заедница за Алијанса како нивен представник иден во владата се урни со влегувањето? Го изгубија ли кредибилитетот тотално? Алијанса мораше да влезе во оваа власт и поради контекстот и поради значи прашањето внатре во Алијанса. Алијанса веќе значи изгуби во Тетово, во неголемиот град, значи кај што си живеат албанци, повише и затоа мораше да се влезе да се стабилизира, значи како партија, затоа што знаеме како функционира значи кај нас гласачкото тело и како е настроено, значи со влегување барем во власта, можеби ќе ги задржа своите гласачи,
значи да ги има сигурни една група значи на гласачи и сметам дека во иднина Алијанса треба самостојно да делува и не да биде во фронтот со ДУИ во значи наредните избори. Значи со тоа би покажало Алијанса дека стварно се бори за да биде фактор, што ќе биде многу интересно да видиме во нашата политичка сцена ДУИ. Дали ти се служуваш со става дека еве тој фронт доколку заживее сериозно, може да повлече уште 4 нови години мандат или дека дефинитивно ќе има промена овој пат? Ако збориме за наредните избори, сметам дека ВМРО ДПМН ќе победи, тоа веќе се гледа. Ама владата дали ќе ја формират ВМРО или значи тој Европски фронт, тоа останува да видиме. Тука ќе бидат негде, ќе бидат одлучувачки гласовите и на огнената група. Затоа сметам дека е погрешен, значи сега наративот дека тие не треба, затоа што ако ги освеат заедно со БЕСА, значи има гласини дека тие со БЕСА ќе настапуваат. Добро. Заеднички можат да освеат 7 до 8 пратеника, значи 7 до 8 пратеника ќе бидат одлучувачки. Затоа сега е времето ДУИ да се ја смири топката, за може да смета и на нив. Да, но мене не ми изгледа дека сега може назад да се вратат работите од каде што се стигнете, но вие подобро ги знаете. Никогаш не се знае што ќе биде, како ќе биде. Да, и из Алијанса кажаме дека нема да биде дел од власта и одеднаш ги гледаме дека стана дел. Значи, добро, имам уште само 4 минути. Секогаш треба да оставиме простор, да. Да. Уште 2, имам корекција. Ајде да бидеме многу кратки тогаш, бидејќи имаме само уште 2 минути. Сакам една деликатна тема, ја најавив уште и на самиот почеток. Работна група на чело со Новаковски за изборни реформи, за кои исто така со децении слушаме. Изборни реформи, не знаеме ни кои ќе бидат членови, ни што е на маса. Вие бевте чинам представник во ДИК на предлог на БЕСА своевремено. Дали сте дел можеби од работната група? Не сум дел, нити зошто не сте дел, ве викна? Консултирале. Значи таму се наведува дека се повикани и невладините организации. Да, стои невладините, стои представници на политички партии. Како невладина организација, значи не сме добиле покана, можеби понатака ќе добиеме, ќе видиме. Значи спремни сме за да значи го кажеме нашиот став што треба да се измени во изборниот закон и како може и продолжил со ова. Да, значи само кусо за да има време и за дестан. Според мене сметам дека една изборна единица нема да може да биде затоа што помалите политички партии си барат значи да биде една изборна единица без изборен праг, а сметам дека изборниот праг најмалце треба да биде 3%. Или ако биде 3%, помалите политички партии нема да прифатат. Сметаме дека треба да имаме отворени листи за да може граѓаните да изберат од 3 до 5 опции за кои лица сакат да ги изберат, не тие што ќе ги наметнат политичките партии полуписмени или секакви значи во листата за да ги гласат. Сметам дека платено политичко рекламирање треба или целосно да се укине или да бидат рамноправни, значи сите политички партии или тие што учествуваат во избори кога влегуваат од точката 0. Значи треба рамноправно на сите да им се плаќат рекламите, а не само на политичките партии кои ги земат 90% од тие средства, а значи другите земат само 10% еден куп делат меѓу себе. Да. И сметам дека сите овие работи треба да се носат со поширока консултација со целата јавност, нема за да може во иднина да имаме реформи, но според кодот на добрите практики од Венецијанската комисија, значи која исто така не ја почитуваме. Овие измени треба да се направат значи во најкасно една година пред одржување на изборите. Значи повторно е доцна. Да, по досна сега требаше веќе да се носат. И на крај сметам, и пак ќе биде некој трчање, некој процес на хаос. Ништо нема да се направи затоа што трите најголеми фактори ДУИ, СДСМ и ВМРО нема да се договарат за ништо и ќе остане исто, само отворените листи, мислам дека сите ги поддржуваат и тие ќе бидат измените, да. Дистан, го имаш последниот збор? Сега јас ова го кажа Енвер, јас мислам дека врска со распроделбата, односно поделбата на единиците. Мислам дека сегашниот систем е идеален,
само треба да се балансират бројките, кај што има повише, помалку, односно да се додават одземат. Он како експерт и Тоа како поранеш... законски е предвидено, тоа да. Да, ама негде нели имаше прекршување на законот, имаше плюс 5, а треба законски да биде, но секако треба да се балансира според бројот по глава на жител. Тука може, мислам дека предлогот на Алијанса со 8 изборни единици може да доаѓа во предвид. Ама нема никаква анализа каков е тој предлог, кои се тие единици. Ама тоа може да, колку пратеници има во секоја изборна работната група. Но еве доцна. Но само претходно сакав да му одговарам на Енвер дека на тоа што зборевме за политичката перспектива постоизборна. Постоизборна, дека единствен ривал на Дуи беше Алијанса за албанците. Со влегувањето на Алијанса во владата, овие другите партии само вода може да му носат за уште еден мандат што ќе го освои. Не се знае дали ќе одат заедно на избори. Мислам дека гледаме имаат препопкувања, имаат значи различни ставови за различни работи. Освен прашалникот СДСМ да оди сама, да се бори со ВМРО, значи тет. Мислам дека на фронтот за Европа може да му се приклучат Либерална партија, НСДП, Алијанса за албанците, дури и алтернатива може, ако што е опозицијска, може да и се алтернатива веќе не е, можеби некој можеби јас не верувам дека СДСМ ќе се осуди да оди сама. Политички калкулации, но треба за тоа кажав, односно тезата ми беше на почетокот дека ВМРО треба да рефлектира. Али мислиш дека тие 7 или 8 пратеници што ќе ги земат огнените и Беса нема да бидат потребни? ВМРО ДПМН треба да рефлектира, за тоа кажав, тезата ми беше од почетокот за уставните измени, за да не дојде утре да не биде бойкотирана во создавањето на власта, бидејќи ти убедливо кажа дека ВМРО ДПМН ќе ги освои изборите. Значи, ако се водиме со таа твоја теза, тогаш треба да се рефлектира да не дојде бойкот како што беше во 2017. Па затоа кажав, значи може да победат на избори, ама може владата нема да ја направи. Мислам во албанскиот политички блок пак ќе води Дуј, а фракцијата нема да се осмели ни да формира политичка партија, ни да се приклучи кон Беса, пошто сите се производ на Алијамети и на Дуи и сите се луѓе кои профитира од Дуи како да е фабрика. И сега тие да излегуваат со партија или со реваншизам, мислам дека тие битката ќе го водат, еве паралела да правиме како во Демократската партија на Албанија што се води меѓу Бериша и Баша, со Арти, не те признавам, но сепак мислам дека сите што се покрај Амети ќе бидат триумфалисти, односно тие ќе бидат победници и водечки во албанскиот политички блок. Тоа престанува да видиме во иднина дали ќе се случи тоа што. Многу беше интересно да се слушаат вашите анализи, сепак не е човек сезнаен и не може се да следи и добро е кога може и јавноста да ве слушне, пред се мене ми годеше вашето друштво вечерва. Се надавам дека го привлековме вниманието и дека останаа гледачите тука каде што требаше да бидат во овој нешто повеќе. Мислам дека го пробивме 1 час и благодарам Енвер Салих и Дестан Јунзи што бевте дел од за или против. Почитувани, вам ви благодарам на вниманието, ве оставам во пријатна вечер, се разбира со кој, ако не со програмата на Алфа.